Добар вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Заспи ако можеш за почеток на новата работна недела со Драган Милосављевиќ и внимавајте внимателно, уште повнимателно Горан Момировски. Вечерва имаме многу интересен гостин, човек кој што е дел од македонската политика повеќе од 25 години, човек кој што бил и министер и пратеник, кој тоа како знае за она што се случува на македонската политичка сцена, но уште поинтересно е и пријател со староновиот председател на Република Трција, кој што вчера победи на изборите Ердоган. Се работи за господинот Аднан Кехил. Добра вечер. Добра вечер. Благодарам. Да. Господин Кехил, морам да кажам една мала индискреција. Јас вас ве познавам пред да бидете во политиката, вие мене не. Предававте во средното училиште Јосип Брос во гимназијата. Да. Не ми предававте на мене, меѓутоа ве гледав таму и потоа додека уште траеше мојата генерација, некаде 98-та година, точно. Станавте пратеник или министер? Прво станав, потоа се повлеков за министер, значи тогаш беше 98 година и тоа беше крај на моето работење или вработување како средношколски наставник, потоа продолжив на факултет, на педагошкиот факултет, таму предавав. До ден денеска таму предавам. Се уште сте таму. Да. Но во меѓувреме направивте една прилично сериозна политичка кариера и спомнавме имате долгогодишно пријателство со Реџеп Тајип Ердоган. Малку ми не предпоставам дека во Македонија може да се пофалат со тоа. Вие не сакате се разбира премногу да зборувате на темата, меѓутоа тоа е фактичка состојба. Да, се согласувам дека тоа е фактичка состојба, но пријателствата не треба да се користат за приватни или групни цели. Тоа моја пријателство е пријателство. Продолжува, господинот Ердоган е таму кај што е. Со оваа прилика лично му честитам, пак му честитам на повторниот избор за председател на Република Турција, честитам на турскиот народ, на сите граѓани, честитам и на опозицијата за изворените избори без ексцеси, без ништо. Тој народ си избра лидер кој си е, повторно Ердоган, веруваат во него и јас сум убеден дека и повторно ќе ја води Турција кон подобри премрежја, иако глобалната политика често знае да застане на патот на Турција и на другите земји, но тоа е дел од политиката. Јас сум убеден дека господин Ердоган со нивните министри, со неговите министри и таа политика што ја води, ќе ја преброи таа работа и нормално ние овде како граѓани на Република Македонија треба да ја поддржиме таа политика, јас ја поддржувам. Прочем поддржувам секого кој што народот Република Турција ќе избере. Тоа е нивен избор, не е мој избор, наш избор. Знаете што ме интересува на мене? Турција е држава со векови, се разбира, меѓутоа во демократскиот зет влегува некаде на почетокот на 20-тиот век, да. Од времето на Кемал Ататурк. И сега сакам да направам паралела со Македонија, за жал повторно на наша штета, значи изборите во Турција со сите, како се вика, пропратни елементи поминаа како што поминаа. Господинот Кылычдароглу, да, по поразот рече дека не било нешто многу фер, дека не биле баш, меѓутоа никој не ја доведе во прашање релевантноста на изборите. Значи сите прифатија дека да, не е како кај нас, не ти признавам, тоа беше така. И цел свет веднаш побрза да му честита на Ердоган и тие што не го сакаат. Токму тоа ме и поентата. Значи, народот во Турција гласаше, изгласа Ердоган, пак, така. Опозицијата има право да се сомнева, да прави тоа, но она што мене ме импонираше, така, тој демократски капацитет по страна на позицијата и опозицијата заедно да излезат на фер избори, потоа да се подаде рака на други дека честитам, ти победи сега, јас ќе продолжам да работам, се сомневам во некои работи и тоа е нормално во политиката да се сомне да направи. Но нема тие црни дамки, убиства, тепачки, па кршење кути и така натаму. Мислам дека тоа беше на некој начин час по демократија. Во држава со 64 милиони гласачи. 6,4 милиона гласачи има Турција
И тоа беше час по демократија, бидејќи често пати во светот, во тие премиери што зборувам, знаат дека од Турција нема демократија, нема ова се покажа дека има демократија. Јас стварно му честитам на господин Ердоган и на АК партија за победата, му честитам на опозиционерот, бидејќи се покажа стварно како големи луѓе се бореа до крај и на крај излезе и честитам, вие победивте и ние ќе продолжиме да се бориме против вас, што е многу легитимно во парламентарната демократија, така треба да биде. И таму, и кај нас секаде. Сето друго не е во ред. А ако има некои докази дека не е во ред, затоа постојат институции кај нив. Не е наше. Има судови. Да, има судови. Не е мое, не е наше, не е на Македонија тоа да го оспорува да прави. Ние имаме право и обврска, му честитаме по победникот. Впрочем, тоа направија многу лидери во Турција и да посакаме, јас исто посакувам се најдобро и на Ердоган, и на АК партија, и на сите граѓани во Република Турција, над 85 милиона, за подобро утре на Турција, бидејќи развиена Турција, подобро Турција во економски или во парламентарен аспект, тоа значи рефлексија и кај нас да имаме помош од таа држава, бидејќи и оминато и сега, без разлика кој бил на власт, со Ердоган уште повеќе, Македонија била признаена под уставно име, Македонија добивала секаква помош и ќе добива иднина, имаме сигурен пријател во Република Турција. Тоа е несомнено. Само може Горан, сакам да покажам две фотографии, ако може да ми дозволи режијата. Ова е интересно. Режија, ве молам да, ова е фотографија од вас и господинот Ердоган, веројатно прилично одамна со оглед на изгледот и ваш и на господинот Ердоган. Тој сега прилично е остарен. Ова е кога слика? Ова е точно 23 години, година 2000-та, која беше мој гостин. Кога никој во Македонија не сакаше да го прими. Добро е да кажам? Да, не сака, иако сега ќе кажа дека ја лажам, ама стварно тие што се повикува на некоја политичка, да кажам, заднина, не сака да го примат, го спетира на секој начин. За период кога Ердоган заминува од граначното место на Истанбул, така беше, да. Оди во затвор. Да, после излегувањето, така. И првата, иначе јас со него пред да дојде се видов во Истанбул. Ја бев на конференцијата институтот во Истанбул, каде што со мене, например, тогаш беа Маријан Ѓорчев, Ден Дончев, Рафаиловски, водев делегација и јас тамо за енергетската ефикасност и енергетската комора. Така, и јас се видов со него и со луѓето околу него во Бешикташ и се договаравме за деталите за неговото гостување. Значи, јас тоа го пријавив во влада, дека имам гостин, вип третман, коли, полиција и така што се иде тоа. Има разговор, јас малку сум постар од Драган, се сеќавам, имаше тогаш многу информации дека тогашната влада не сакала да има контакти со Ердоган, дека не е точно дека немала, ако немаше ни дозвола да го примам влада. Јас моментално не носам во слики, ние имавме после средба со генералниот секретар, па тогашниот министар култура Љубен Павуновски за го прими него, министар за правда Джевдет Насуф и други министри. И Љупчо ќе го примеше, само што не беше присутен. Значи, таквата работа е лага, не е вистина. Повеќе имавме отпор од тогашниот амбасадор на Турција и некои мешетари кај нас, него од РЕ. Иначе, како јас би го примил влада, со ситинеше ако сепак министр на таа влада. Така. Ова втора фотографија, ќе замолам режијата да пушти втора фотографија која што покажува колку време трае практично вашето пријателство. Овде сте веќе условно кажано овие години, се гледа позивот на Ердоган пред се. Ова е 2017 година, кога станав министер јас, господинот Ердоган ми упати покана да учествувам во Малазгирд на прославата на 980 година на влегувањето на селчуците во Малазгирд, војната, кога Византија губи војна, навлегува Турција тој ден. И ја бев почесен гостин од Македонија. Значи, патував со него, има ми во авионски. Ова е авион или хеликоптер? Хеликоптер е ова. Ова е хеликоптер. Со него патував и потоа 2 години кога бев влада, цело време бев негов гостин. Претпоставам дека е голема чест Ердоган да седи со вас заедно во хеликоптер. За хеликоптер има и во авион, не само со него, и со други министри во авионот, кога патувавме за Малазгирд, кој е прилично далеку, тоа е до некаде до езерото Ван се пред тамо.
И едноставно пријателството продолжува и мене ми е мило што е пак избран. Пак сакам да потенцирам дека за мене секој што ќе биде избран од страна на народ на Турција, стварно се гордеам со тоа на вакав демократски начин, е добра работа. И господин Ердоган е избран, никој нема приметби, а и на крај ја да има приметби, има институции за таа работа. Не е моја Чахил, околу честитките рековте, честитавте и вие, честиташе и македонската влада, иако очекував дека владата ќе биде меѓу првите кои што ќе честита, како Турција е наш историски пријател, иако претходно долго време сме биле во поинакви околности. Очекував дека владата веднаш ќе честита, но од тоа што успеав да го пребројаме, некаде меѓу 35 и 40 честитања од светот. Зошто така внимателност од владата во Скопје? Па видите, да ви кажам, зошто тоа владата честитала меѓу 35 и 30, тоа не е ни битно на крај на краиштата, очигледно не е меѓу првите, мислам дека требаше да го направи тоа, но не е нешто ново за мене. Во минатото нашата влада... Но, се извинам, не е нешто ново. Турција е наш стратешки пријател, земја која што долго време дури во НАТО имаше фуснота за Република Македонија, помага економски, вие тој дел последно ќе збориме подоцна, и одеднаш вие чекате, калкулирате како влада, не честитате веднаш меѓу првите 5 или 10 нека се честитате многу подоцна. Нема логика. Последно време јас кога бев министер во рамки на СДСМ и после тоа, значи многу ретко или малку имаше средби од Турција во Македонија и обратно. Се некоја беше некои средби, да не кажам, полујавни, или кога треба нешто да се замоли за помош и така натаму, така натаму. Тоа е цело време. Значи, нашата влада во рамки на СДСМ, така, се фати страна. Тука нема, ти сами си кажа. Јас своевремено напишав и имаше објава, да знаев ќе носа текстот, дека ние преговараме со Грчка и дека тие пригори се приоритет. Имаше напишано. За да не кажам кој го пишу тоа. Ако треба друг пат, ќе соберам тие материјали, ќе дискутираме. Значи, ако видите, од која јас се повлек од владата, некаде види од крај на 18-та, после на 19-та година, сето тоа замре во Македонија. Тоа е инцидентно доаѓаат. Ердоган не дошол сигурно, не знам, премиер мислам дека не дошол. Што се работи? Страфе затоа што, добро, на запад Ердоган и Турција генерално поминува. Само Драган, министер за одбрана мислам дека бил. Министер за одбрана беше, иако тоа министер за одбрана дојде тука да предаде помош на Република Македонија, така. Помош, војна помош војна донесе. помош и тоа помина, да кажам, малтене без многу помпа и така натаму. Но Ердоган или некој премиер од таму и министер за надворешни работи дури има контакти, не велам не, меѓутоа не е како што беше порано. Не, и вие видите Македонија фати страна. Господин, да, фати страна, а можам добро. Но ние сме заедно во НАТО и Турција и Македонија се сега во НАТО. Логично би било да сме на истата страна. За мене логично би било да Македонија држи еквидистанца со сите. Како е со Турција, така со Грчка, така со Бугарија. Ние немаме тој луксус да држиме страна, така. А уште повеќе немаме луксус да таа Турција цело време и во НАТО и секаде не оставуваше кој Република Македонија со фуснота дека сите омалажува. Зло не сме видели од Турција од осамоставувањето, тоа е сигурно само помош. Не, јас бев присутен, со Заев кај него, он рече дека зашто менувате името? Зај почна да објасна зошто, добро вика, за мене, за нас е Македонија вика. Ако сакате променете вика, нема се промени нашиот однос према вас. Тоа јас бе присутен кога зборувам. Морам да ве прашам нешто околу името. Една информација што никош не сум можел да ја проверам. Точно ли дека Заев ви ветувал во владата дека со смеа на преспанскиот договор со името промената ќе влеземе веднаш, односно ќе почнеме преговори со ЕУ и дека завршени се сите работи, нема никаква друга работа, ни бугарски договор. Можам да ви кажам, многумина министри се прашуваат таму, има стенограм, може да се проверат. Прашуваме и кој и јас. Дали ова ако сега ние попуштиме, дека нели објаснено да беше референцна фиром со ова, дека тоа е последното и дека после тоа никој, ама никој, вклучително и Грција, нема да ни застане на патот на интеграција на Македонија во Европска унија. Да, така е, ви се колнам, така е. Ви се колнам? Да, ви се колнам, така е. Бите сигурни, верувате, му верував. Ја му верував.
И другите му верува. За да после испадне сосема нешто Не е друго. баш така. Дека не само не е баш така, дека како што се отварат поглавија, да се отварат страниците, се повеќе сме тонеле, се уште ден денеска не знаеме што он и околу него луѓе обеќавале на Грција за ова работа. Јас сметам дека не е голема греда во ситуација ако промениме Северна Македонија, ако бидеме дел од Европска унија, после 50 години ќе се заборави таа Северна Македонија, ќе бидеме интегрирани сите ние, како што заборави Источна и Западна Германија кои беа. Но ова другото, тогаш, например, нити се зборуваше за овие договор со Бугарија. Нити се спомна. Немаше таква најава, никаква најава немаше. Ба ние не знаевме дека има таква најава. Може би он знаел, но немаше најава. Значи практично ве гледал во очи и ве лажел. Да, или се не гледаше во очи и не лажеше. Не само мене, целата јавност знае за тие работи. Едноставно, а што му беше поента, која стварно не би сакал да шпекулирам, но ефектите се гледаат денеска. За жал. Уште еднаш само би се вратил на ситуацијата со Ердоган и овдека би замолил уште едно видео и повеќе нема да малтретирам, ако може режијата да го пушти. Интересно е, многу кратко трае. Ова е Ердоган, се поздравува со неговите најблиски соработници, ако не се лажам, и цела вие влада, сте, и јас сум, да. И вие. Да, цела влада на Република Турција. Кои се овие околности? Толку е видеото, ви благодарам. Да. Тоа е истиот Малазгит, кај што бев гости со еликоптерот и кој ги представуваше луѓето, министрите на луѓето одра и представникот Република Македонија, министерот Аднан Кјахил ме представи. Вие бевте наредени сте во редот на турските министри, членовите на владата и Аднан Кјахил. Да. Навистина е интересна ситуација. Да. И тоа од Република Македонија. Не Аднан Кјахил дека турчин, дека турците страна. Нека во рамки тоа покажува колку Ердоан, колку Турција и турскиот народ комплетно така не сака, не цени нас, така не става во редот на неговите министри. Таа чест ја немал никој до сега. Тоа се го да прашам, во ваква ситуација немал никој нити ќе има. Еве, гледате, јас тоа не сум го артикулирал до сега. Сметам дека тоа е едноставно невкусно такви работи, а такви фотографии има многу со него. Во тој период од 2 години само ја бев поканен. Не сакавте да ни ги дадете овие фотографии, но ние ги најдовме, не сакавте. Да. Скромен човек сте, не сакате да се фалите, меѓутоа тоа е реалност. Реалноста и јас стварно се гордеам, веруете, во тој момент кога читаш моето име од Република Македонија министер, стварно се осеќав горд, бидејќи таму се големи министри, голема држава, прослава голема. И си викам, стварно ова е историја, еден ден тоа ќе се повтори. И за жал, потоа се случија некои работи што едноставно ме оддалечија од мене од политиката. Тоа беше игри без граници, како што викат господин Заев. Може ли да одиме малку предходно, пред ова што го зборувате? Да имате ваков човек кој што е близок со првиот човек на најмоćната земја во јужното крило на НАТО, еве така ќе кажам. Втората армија во НАТО е усекла. Да, втора армија во НАТО, најмоćна, една од најмоćните земји, да речеме, на целиот Блиски Исток, во тој дел Евроазија и така натаму, така натаму. И вие го имате тој човек седнува таму презентиран пред владините министри, и тој човек сега нема никаква позиција во Македонија, нема никаква функција во Македонија. Не сакам да кажам дека сте, да кажам, благо кажам, не сте настрана од сите политички текови. И Македонија губи од тоа што вие сега не сте. Да не заборавиме, Бешикташ, спомнавте, Преска или најмалата населба во Истанбул е поголема од Македонија. Македонија, се согласувам. Видите, требало неколку емисии да објаснам бекграундот што се случуваше. Но, еве, вака, може би ќе изгледа нескромно, да ќе ви кажам. Јас сум човек на 3 пати бил министар, 2 пати пратеник. Не знам дали знаете, јас сум инструктор на ВСК Федерација карате од Токио за Европа. Да. 2 пати со Вардар сум бил европски првак. Сум бил основач 90 години на Турската демократска заедница, Сојуз на турците, прво партија помина, сум бил прв кандидат, така натаму. Значи не 25 години, 33 години Драган да се исправи од почетокот. Да, од почетокот, кога сите во тој 90 години се плашеа да се приклучат до таа работа. Јас сум еден од првите турци кои основаа форум за човекови права, за Чохревски совија. Тие другите се плашеа да влезат. Но со текот на времето испадна многу поголеми херои кои едно време се криеа
како што е секојаш бидува, тие се подобри, знаат се, и дојде во ситуација да јас сум надвор од тоа благодарение на човек што и јас му остапив место, на представител, го направив ко пратеник така натаму, се здружија со Заев, со други околу Заев, да ме етикетираат како криминалец, како учесник на Исламска држава и така натаму. Вас? Мене, да. Мене. За комуникација со Исламска држава? Да. Со ИСИС? Со ИСИС, да. Вака Се дело чудев. како шега, како вицка. Ко шега, ама јас знам и мојата семејство и блиски пријатели колку пропатија тоа и јавно кажувам тоа дека тоа е така. И за жал, јас се повлеков на страна еден период, се вратив на факултет, не примав ни апанажа, веќе не е често да примаш апанажа кога веќе имаш работно место, за разлика од други. И тие очигледно не сакат да има човек кој ги знае овие работи, затоа што јас упорно кажувам дека моја татковина е Македонија. Моја држава е Македонија. Турција е друга држава, јас потекнувам, тоа е мајка држава, татко како сакате, така натаму, но ние живееме тука и тука треба да даеме допринос, максимален допринос. За жал голем број и од нас турците, од македонците и другите, таквото мој размислување не го делат и едноставно сум ставен на маргините на настаните. Например, само еден пример ќе ви кажам, ова што слушаја со Охис за Линдан. Па јас го направив тоа. Ја бев председател на таа комисија. Ја бев главен инженер во Охис. Ги знаев деталите. Јас сум хемичар и така натаму. И кажував што ќе случи и понатаму. Мене ме елиминира, ме назначија за координатор за хемиско оружје во ХАК, кој до ден денеска не ме разреши. А овде во Македонија практично ве елиминираат. Елиминира, точно елиминира. И доаѓаат луѓе кои немаат никаков бекграунд во сегашната номенклатура, луѓе кои освен етикетирање, освен тоа јас се знам со него подобро, се удират у гради, ништо друго не прават. И јас знаам дека бев министер во влада и пратеник, и едноставно императив беше јас да соработувам со Република Турција, со нивните, да не кажам, бизнис партнери од Блискиот Исток, од туркофонските земји. Ова зборувате како министер за странски инвестиции во владата. Да, и тоа го успевав. Во моје време, дека 2 години, ја разговарав со 486 фирми. 12 фирми беа веќе готови да дојдат. Мој личен пријател Ердован Сюрюжу требаше да дојде 2 фирми да отвори за лед светилки, за вештачки огради, така натаму. Од кога отидов, тие си отидува и така нема сигурност. Каква е комуникацијата на вашиот наследник пратеник Енес Ибраим, чинам дека се вика, и во партијата и во пратеничката позиција? Каква е неговата комуникација со Турција? Не сме виделе дека има некаква комуникација на ниво на влада, не на ниво на партија. Да спекулирам, кажете, ја не сум да има некаква комуникација, бидејќи он нема комуникација со мене, не сака да има комуникација со мене. Он тргна по патот на лаги невистини за мене, така. Јас и назаедно реков, времето ќе покаже кој е во право, кој не е право. Денеска сум тука, кажувам, и јако и назаедно реков, јас давам бланко подпис, повеле тако, јас имам, дајте ме на суд, тужете ме, направете ме. Суда за соработка со ИСИС се зборуваме, да. Со ИСИС, со други, трети, сум взимал пари, сум правил добро, ворете, сум земал пари, дајте ме на суд, нека ме осудат. Може би, јас викам, работејки, да ги подпишував многу налози, подпишував многу субвенции на фирми, така натаму, кои спрема луѓе, може сум потребен на ова ми подметнале, но тоа во постапка ќе се докаже, дали е тоа така или не. Не бегам од одговорност за кој тоа така. Но немаше за вас никаква постапка, ништо затоа што нема. Напротив, и јас ги дадов на суд, многу работи, после ги повлеков, видов дека и судот апсолутно не реаќе, имам добиено пресуда поради X човек што ме тормозеше и ме стои со години во апелација и стои така. Не мора да стои. Мислам, не мора да се имав што имав тужби, жалби, ги повлеков, дека апсолутно и тогаш не верувам, ни сега верувам во судството наше.
Не верувам, апсолутно. Добро, не сте единствен. Не верувам. Гледаме се и Јас, холандјаните се повлекува. На своја кожа, ја само еден пример. Јас ко министер ме претеа преку телефон, отиде во полиција пријавив, полицијата даде во обвинителството ги даде на суд и на крај испада дека ја не сум бил во право. Ја не ги тужам, викам, за полиција и обвинителство право. По службена должност, да. Јас на таа обвинителка реков, викам, ќе ги ослободат, викам, затоа што отиша кај Заев, за рекол, не се хирете. Тоа кажува. Заев беше инволвиран во овие Не знам дали бил инволвиран, но во чаршија таму кај што живеа, викам, беше партија да слушам дека тие ќе бидат ослободени. И тоа што слушнав, пренесов на обвинителката. Заев како крал на правосудството, веројатно знаел барем нешто. Не знам дали знаел, ама се случи тоа што кажа, така испадна. И сега ни се случува да холандјаните прекинуваат еден проект за мониторинг, поддршка во правосудството, генерално Матра се вика проектот. Холандија вели вие сте корумпирани, така, и тоа енормно корумпирани, и ние го прекинуваме проектот. Додека сме во тука правда, јас сега гледам дека спремате еден закон во рамки на државјанство да пишува турчина Албанец значи некој еден проект, закон во државјанството да пишува етничка припадност. Етничка припадност. Државјани на Република Македонија и турчин Албанец. Да, затоа што тој рамковен договор што прочем и тоа ќе зборуваме и во влада зборував, постои балансер. Па се пројавуваат македонци кои албанци, албанци кои турци, турци кои албанци, турци кои македонци, така натаму. Кај што треба? Кај што треба, и тоа коментиравме и одговорот беше тогаш секој си има право да си изрази како сака. Добро, тоа како основен принцип не е спорно. И тоа да се злоупотреби, никој нема право. Се согласувам. Ако е тоа основен принцип, тоа чему потреба да правиме попис и да и биде важно припадност. Ако тоа е така. Не, генерално, според сите светски конвенции за човекови права, сите имате право, имаме право да се представуваме така и така. Но ја не сум чул некој до сега да го злоупотребува тоа за да се вработи. И како не си чул, Драган? Надвор од Македонија, сакам да кажам, ние сме пример. Така е, ние сме ексклузивен пример. Еве, ако има попис, зашто тогаш не правиме попис граѓани на Република Македонија, толку има. Ако има скоро 80.000 ова, толку албани, толку роми, толку така, зашто тоа го квантифицираме, така? И сега кога ќе дојде некому одговара, ај сега ти ќе бидеш тоа, да се вработиш така натаму. Тоа е апсолутно. Спомнавте през се извинувам, многу договори имаме Охридски договор, каде што де факто според мене македонците и албанците стана главни нации, а турците и сите останати стана маргинални нации. Затоа сте вие против, претпоставувам. Јас сум против, ја бев против и кога се пишуваше рамковниот договор 2001-2002 година, бев во влада и бев пратеник од 2002 година. Основниот принцип рекол дека не го признавам рамковниот договор. Зошто? Јас ко представник на турска заедница, припадник на турска заедница или било кој од турска заедница, не беше консултиран за било која точка во тој рамковен договор. А се зборува за мултиетничност, така пазете. И тогаш кажав, и тогаш пред се турските партии наши, од интелектуалци, мене викаат дека ја немам појма, те се глупости. За да сега, истите тие, викаат, тоа е невозможно. Тие 20% се менува со народ. И јас, и тогаш се прашувам и сега. Ние се стремиме кон Европска унија. Така, каде во Европа постои права и обврски врз на проценти? Ние сме експеримент по многу прашања. И тоа значи македонски народ над 20% прашува зашто не на 30%. И тие така натаму подоле. И тоа во Европа не постои. Ај уште една работа да видиме. Во уставот до 1974 година Македонија беше држава на македонци, турци, албанци и останатите. Како се случи тоа од 74 година? Видите, јас тогаш сум бил дете, не знам зашто случи. Се променија и често пати тоа зборам од 74 година до сега, колку се тоа веќе? Скоро 50 години, 40. И се артикулира тоа. И она што сега, мислам дека албанците со право го барат тоа, зашто? Затоа што без да се промени уставот, каде што имаме категорија делови од народите, тие си добијат двојазично секаде. Иако законот се вика закон за јазиците.
Добро де. Зашто не добиваме Но да Турција? турскиот јазик го нема во тој закон. Па го нема. Сега, ја ја прашувам, што ќе се случи во идната Европска унија, што убеден дека после 5, 10, 20 години, ќе дојде утре, и сум убеден дека и Турска ќе биде дел од Европска унија, ќе мора. Тогаш со односот Оптимист се дека Турција Да. ќе влезе во Европска ќе унија. влезе, ќе мора да влезе бидејќи нема друго чаре да се направи тоа. Ќе видите. Некојаш да дискутираме за тие стратешки стратешки цели и бариера, од тогаш во Европа ќе има над 100 милиона турци. Па и сега имате во Европа Европа. ќе биде најголемата нација во Над 10 милиони турци има во Тогаш што моментот. ќе правиме сега? Сега нема да наменувам македонци било кој. Било која нација која има 1% млада нема да имат право. Така не треба. Ја викам не. Бидејќи, нели, граѓанинот е центар во Европска унија. И така во се Европска унија согласува. и Луксембург и Германија што се И имаат Малта. еднакви права, или Малта, не знам. Малта, 300.000 луѓе. Еден Исланд, 300.000 луѓе, така натаму. Ние сме 80, 100.000 луѓе. Значи, ако ние права и обврски ги дајаме врз на проценти, мафнија работа. И што се случува сега? Уште по-лошо. Два народа, Македонски, заедници албански, 5 заедници. и останатите ќе имаме наместо 3, имаме 10 категории, а сака и во Европска унија да влегуваме. Полни се со уста за Европска унија. Како тоа? Кажете ми како тоа? Добро, сега модерно е сега тоа. Едни се проевропејци, другите се антиевропејци, антиамериканци. Тоа е наратив кој што владата го турка со цел да направи за Видите, себе некаква позиција. Значи, очигледно дека тоа е наратив на владата. За многу работи, турка работи кои не би требало да турка. Но да зборувате за ситуации без да се консултирате со пошироката јавност, да прифатат ова што кажувам за влез во Европска унија, Само влезат на бугарите во уставот како предуслов за Европска унија. Да, ако е тоа, нека влезат. Но, да ја подсетам, за време на Втора Принципиално немате проблем за бугарите во немаме за уставот, никој проблем. но Но Македонија стана држава како што треба со сите атрибути, и пред тоа имаше, а 45-та година со сите атрибути. Зборам за држава, не зборам за разделено. Во таа Втора светска војна, каде што Турција беше неутрална, не учествуваше никаде, за слобода на оваа држава, од 30.000 мртви, над 8.000 турци има дадени живот за оваа држава. И што сега тие луѓе? Нити биле хвислинзи, нити биле од оваа страна, нити од таа страна, и тие сега се бореле во партизанското движење, така, за тоа зборуваме. Движењето на отпор против фашизмот. Против фашизмот. И првата влада тогаш има еден, мислам, од Тиквешијата Турчин и еден албанец се славил првата влада. Имам таа книга кај мене, може да ви да прочитате да видите. И сега тоа на некој начин истоја да се брише, тие не се бореле. И сакам и секогаш кажувам таа флоскула што многу ми сакат. Турците во Македонија не се гости. Некои очекуваат дека еден ден треба гостиве да отидат до тука во Македонија. Немаш да бидат гости кога се тука со Па тоа сака да ви кажам. Иако огромен број од турците по Втората светска војна си заминале во времето на Ранковиќ, Ама тоа беше ги запознавам тие луѓе и во Берлин, и во Измир и секаде. Ама тие турци отидоа 48 година кога Турција отиде до 500 влегува во НАТО. Тоа на Александар Ранковиќ, на Борис Кидрич и на Лазар Колишевски, турците да не бидат пета колона како Фолсдойчерите во Војводина. И ги брка. Едни вика за економски интерес. Како е економски интерес? Пола моја фамилија кои имале дуќани тука, во Ќоилија имало земја, во Лисиџа земја, ги избрка. И доаѓа во Скопје, Турција ги примаш само турците во Турција. Па после нормално се случи што се случи, отидоа сите и со текот на времето како се менуваше, нели, номенклатурата во однос на економските параметри, престана таа селидба и овдека се подигне економскиот. И си замина Ранковиќ, заврши планот. Значи тие не се отидени по своја волја. Тие се избркани од Република Македонија и Југославија да се отидат во Сојуза. Иако донесен беше за време на СДСМ 21 декември 2003 година еден закон за државјанство, тамо стои, ја имам говор да ви. Значи, имаше до тогаш можно да се аплицира државјанство повторно, природување. И тогаш се воведе матичност на држава.
и рекоа дека тие иселени од тука, се иселени во матична држава, нема право да се вратат. Што е за човек кој што живеел со векови тука, баш компликувано. Пишуваше, сега се промени тоа со барањето на беса за државјанство, иако тоа само беше изборен маркетинг, не се променија законски и подзаконски други акти за да се добијат државјанство, ама стоеше таа. И јас тогаш постави прашање, добро, која е матина држава на Турција? Турција живеат многу држави, Азербејџан, не? Ако тоа Азербејџан дојде, или Туркменистан, не знам. Туркменистан, или ујгури што се во Кина, или пола Иран е Азери, Афганистан 12 милиони турци има и така натаму. Или то Германија иселени тие може да се вратат? Нема одговор. Значи, многу работи, но нормално во овој дел јас останав глувонем, затоа благодарам до вашите лидери што ми овозможно да кажам овие работи. Ја не можев, често пати знаев да напишам, да испратам, не може да артикулира тоа. Често пати и во парламент ги зборував овие работи. Ако уидина биде тоа сигурно повторно ќе зборувам, бидејќи стварно така мислам и голем број на турците така мислат дека ова е наша татковина. Ние нема да идеме од тука, не сме гости. Ние сакаме да бидеме дел од Европска унија, но не сакаме да бидеме во сточниот вагон, а едни да бидеме во прва класа. За жал, оваа метафора ви е сосема на место, Драган. Може ли еден цитат од една колумна што ја напишавте неодамна, мене ми се види многу интересен, велите, за мене е неприфатливо Македонија, македонците, македонскиот јазик да не можат да влезат во ЕУ, зашто ги немало бугарите во македонскиот устав. Македонија и македонците обстојувале новија простори кога немале држава, па апсурдно е да се негира и загрозува нивното постоење сега кога имаат своја држава. Овие премнежења ќе поминат, само апелирам да бидат одговорни и транспарентни овие што сега се на власт во однос на обврските што ги преземаат. Точно, тоа е. Значи, во Турска или Османлиска империја биле овие простори. И никогаш немало проблем да се идентификуваат како македонци. Македонски јазик. Значи, имало школи, имало даскали, нели така. Се во модерна која имаме држава, некој да го негира, тоа е, стварно за мене е апсурд. Ја не знам како тие од Европска унија не гледат, не сакат да гледат. Сите во Македонија, македонците немаат никаков проблем да влезат и бугарите во уставот. Иако ја имам друга идеја за таа работа како може да се направи, сега зашто би тоа се негирал македонски? Јас себе зборувам на македонски јазик, не зборувам на друг јазик. Како што од Бугарија турци зборуваат бугарски јазик. Едно време бугарите ги негираат турците, така? И ги менува имињата, менува името. Но евете, значи времето менува, си увидеа грешката и нормално се вратиме назад. Ништо не се решава со притисок, со сила. Се се решава со разговор во рапки на парламентарна демократија. Моето сваќање на парламентарна демократија е разговорот и дискусијата. Нема друг начин како да го направиме тоа. Но велите, и претходно рековте, и во колумна прочита, велите дека обврските што може би биле преземени. Да, интересно, точно. И колегата Геровски во една колумна што напишал вчера, завчера, ако не се лажам, истото го потенцира, дека обврските што се преземени под чергата, и како се нарекува зад кулисите, да, се главниот проблем поради кој што власта сега инсистира да се прифаќа и тоа што не треба да се прифаќа. Кој обврски Заев и тие луѓе што преговарале, преземале или не преземале, нека излезат јавно, нека кажат. Не верувам дека бугарската држава толку е наивна да влезе во вакви игри без да има писмен документ или обеќање од овој тип. Па не се бугарите наивни, тоа е секако. Па не се наивни. Некој им рекол тоа, да, ние ќе направиме се тоа, вие поддржете не. И тие се држат на тоа. Значи, како што има наша поговорка идна, човек се држи до зборови, а волот за рогови, така? Да. И затоа викам, прво треба тие наши луѓе да расчисти во нашиот двор, да кажат што прифатиле, што не прифатиле, па после да сортиме кон Бугарија. Но кај нас се манипулира на прилично безобразен начин, имено се поставува условот дека тој што не прифаќа една така вела бенигна работа како што е влегувањето на бугарите во устав, всушност е заостанат, нели, не бањат како иде тоа, и плюс работи против Европската унија, односно интересите на македонската евроинтеграција. Значи,
Иако ова ништо европско нема во целава приказ. Не само што нема европско во таа работа. Ние, пак е повторам, ние не сме расчистиле во нашиот двор што се случило, а влегуваме во тук двор да расчистиме таму што се случува. Тоа е една работа. Па Турција чекаше 50 на години да почнат преговори. Па не пропадна Турција? Не пропадна. Не пропадна. Но нас не плашат со пропагање секогаш кога некој се обидува да опонира на Видите било да ви што. кажам. Значи, јас сум политичар и дел од народот и верувам и ќе работа, ќе кажам после други работи. Ако треба да бидеме нечии робови врз основа на договор на една клика, јас не прифаќам тоа. Не треба никој да го прифаќа тоа. И по цена да не влезем во Европска унија. Влегувањето во Европска унија и менувањето на закони и законски обврски е за доброто на овој народ, така. Што нам ќе ни смета ако не влеземе во Европска унија да направиме нели реформи во правосудството, реформи во ова, да има поголеми инвестиции, да имаме работа за луѓето. Сега не сме влегли во Европска унија. Што да правиме? Не сме влегли. Освен дека не треба да бидеме таму. Па тоа сме влегли во НАТО. Нели ни обеќава, ја ви кажам, ако тоа го направиме, ќе влеземе во Европска унија. И? Не гледат ли нашиот устав како има 3 категории народ? И тие бугари ќе имаат таа 3-та категорија и 5-та категорија. Така ли треба да се прифата? Зашто не направиме устав? Македонија е држава на сите граѓани, точка. Сето друго да се решава со закони и подзаконски акти. Добро, вие зборувате за луѓе што размислуваат нормално. Ние овде претходно споменавме, вие сте имале еден премиер во владата кој што ве гледал во очи, ве лажел, а од друга страна договарал нешто со Бугарија или со Грција или со... Се гледа што дека, тоа е евидентно е. И вака тешко е со тие луѓе да направите сериозна држава, да ја затврсите државата кога не знаете, како велите, никогаш не би било кажано дека ќе се потпишува договор со Бугарија, дека ќе се прават билатерални договори. Работата било да се смени тоа што треба да се смени, да влеземе во ЕУ. И сега излегува дека ние не можеме да веруваме на никого. И затоа претпоставувам дека се најголем дел од отпорите против промената на уставот за Бугарија. Убаво рековте, никој од нас не е против да влезат бугарите во уставот, нема никаков спор. Зошто да не? Не се од бугарите, било кој што се третира на кој начин нека влезат во уставот. Иако би сакал да биде тоа реципроцитет, за мене тоа е услов. Да влезат бугарите во уставот, но и македонците во Бугарија да влезат во бугарскиот устав. Така е. Сигурно треба да има реципроцитет. Ама тоа треба естаблишмент да го решава, да удира на масата тоа работа. Да, ама естаблишментот гледаме дека нема ни преговори, не водат преговори, тие само земаат барања од странство и ги имплементираат во македонските закони и го прават овој хаос. Ако е така и таквата сервилност ќе не кошта многу. Веќе не кошта. Да, ќе не кошта многу. Го прифативме лани францускиот предлог и сега имаме вратечна криза политичка, сериозен притисок од страна на меѓународната заедница од Запад, дека мора да се прифати нели влез на бугарите во уставот, смена на уставот, инаку ќе имаме сериозни перипетии. Значи, и на луѓето мислам дека е преку глава име веќе тоа. Се согласувам. Една работа мора и сигурно во животот, само мора да се умре, ништо друго не мора. И да се родите мора, да се родите за да умрете. Тоа се подразбира, не може да умреш ако не се родиш, така натаму така. И сето друго мислам дека влегува во домена на спекулациите. Затоа треба да има кадрени политичари кои знаат што зборуваат, кои може да застанат позади нашите луѓе и да каши нив и да кажат не може вака, да не тие работи. Ама што очекувате од луѓе кои прво вработување министер, од образование, легално образование има само забавише завршено, така? И како очекувате вие да зборуваат? Тие од другата страна не гледате со кои имат работа. Ти пуштат тебе експерти, све, а од другата страна нема никој. И нормално ваква импликација ќе има. И се полошо, ќе се согласат дека е полошо. Она што е најлошо што економскиот момент е многу лош кај нас. Се повеќе задолжуваме, повеќе работиме, не сме се свртили кон наука, кон наша наши темелни вредности, да имаме науката, да идеме не со крупни, можеби со ситни чекори, но да имаме автентична наука на Македонија, да соработува на научна основа, да отвараме такви како што се отвараат сега, може
повремено, на време Груевски уште повеќе, сега гледам тук и таму тоа се прават. Тоа е нашата иднина. Тоа е нашата иднина. Но пред се треба да се средиме државата внатре, ние нема владење на Па правото. па нема владење на Ова правото. што се случува последниве десетина дена од евроамбасадорот Гир, па сега и амбасадорот на Холандија во Македонија, е таков пораз не само за владата, за сите нас, дека ние всушност државата ја градиме на Добро. на лоши Добро. темели. На новинарите. Зашто тоа не го актуализира 24 сата дневно? Па еве, ние го актуализираме и Нека за тоа сме актуализира. обвинети. Вие, да, ама- Обвинети сме дека сме антиевропски настроени. Чекај, А еве- министерот за правда, кој што е одговорен за ова што го кажа холандскиот амбасадор Хоп, си молчи, си ќути, па по таква изјава, било која друга европска држава, за правда министерот, па и за евроинтеграција и Маричи ще мора да си дадат оставка. Но само да кажам, реакција денеска имаше од судскиот совет, не знам дали ја виде. Може да погодам. Да. Холандскиот амбасадор антиевропеец. Не, тврдењата на холандскиот амбасадор Коп се Антимакедонец. неосновани, надлежите да ги испитаат сите сомнежи за корупција. Ете, тоа е. Значи холандскиот амбасадор не знае што збори, на памет збори, Па, а во судскиот сој што сите ги видовме како скандал направија, тие се Па, оправа. веројатно, така обично бидува кај луѓето кои се тие, да кажам, неуки и неписмени, тоа кое ко тапање, тие се многу гласни од надвор, а од внатре се празни. Тоа е тоа за работа. За жал, голем дел од луѓето во Македонија, значи сите заедници, не да зборувам вака, Да, не ја чувствуваат Македонија како своја држава. Тоа е многу голем проблем. Тоа е за мене најголем проблем. Јас пишав во таа колумна кај мене дека кога некои 300-200 илјади луѓе примаат државјанство од Бугарија, кога возеа бугарски таблици, не им текна на раководството дека е некој да е фактурата? Па добро, реално од се вака формално правно од сите тие луѓе ги видовме последниот пад на изборите овде во Скопје гласаа не повеќе од 300 луѓе. Не, борете тоа. Но на Бугарија тоа не е важно. Ама Таа и вели, не, еве, точно, 100.000 нема луѓе да со биде пасош. важно. Ова е реалното шоу. Прашањето требаше одавна сите да се да постави прашањето зошто тие луѓе земат државјанство? Очигледно дека Па не зашто им е убаво. не зашто е уба, сигурно Јасно имат е зашто Па, проблеми. зема, Јасно. зашто зема, за да може да патува да одат Видите, во така е, Германија, ама, во Швајцарија. Ја како ги бранам, ќе спомнам дека ја имам пасош после. Ќе те Не, ама провериме. кажав таму јас. Јас немам турски пасош. Не верувам дека некои од турци имат пасош. турски Вистина? пасош. Да, вистина, да. И сега јас сум помалку вреден за оваа држава од тие што имат бугарски пасош. Апсолутно, Иако апсолутно. плакате и данок и се. Овдека бараме пауза за реклами, разговараме со парнешниот министер и парнешниот пратеник господинот Аднан Ќахил. Продолжуваме со разговорот со господинот Аднан Ќахил, поранешен министер, поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија, човек со огромно политичко искуство и човек со меѓународни релации на кои што многумина би можеле да позавидат. Овдека би сакал само да се вклучам во претходниот разговор условно, бидејќи спомнуваме нашите бизнис релации како оделе, чисто да кажеме нешто што јас овдека сега се злоупотребувам сами од себе си, реков пред 2 дена дека се многу чудни тие луѓе што имаат оптимизам дека претседателот нема да ги потпише законите за Бехтел и Енка. Меѓу нив и господинот Момировски велеше се надева дека тоа нема да се случи, меѓутоа претседателот ги потпише указите за 5 закони за изградбата на коридорите со објаснување дека во едниот од законите немало конкретно наведено дека се работи за 60 часа работна недела и упатува на Уставен суд каде што секој може да поднесе иницијатива во врска со тоа. Значи, уцената од ДУИ успеала, ако не ги потпише Пендаровски законите, нема да биде кандидат на ДУИ и на СДСМ и Пендаровски што да прави човекот. Веќе еднаш кажа дека нема да ги потпишува, сега потпишал. Да. И тука зборуваме ние сега за принципи, за принципи и за Види, мене тоа не ме изненадува. Он често пати знаеше да дава диаметрално спротивни изјави и тука веројатно мисля дека ако првиот пат не потпише, втори пат ќе мора да потпише или ќе си помине. Таква не е процедурата во парламентот. И ја мислам дека ова што е со Бехтел Енка се прави предимензионирање на работиве така. Се удира на Самарот наместо на Магарето така. Значи таму е 2 дела. Бехтел и Енка стварно се најголеми. Тие фирми преговарали со други земји на тој начин.
проблем е контролата кому му се дава. Не само контролата, и договорот направен со нив, каде што посега почитавме пред неколку дена 36.000 евра ќе земе еден специјалист, да е така. атомски инженер да е Да, и 36.000 тие евра. работи треба да ги видиме. Значи, очигледно, кај нас не функционира ни систем, не функционира правниот систем, ајде да кажам, нема да кажам дека е намера, тоа е незнание и непознавање на економијата. Така. Не, вие велите незнаење, ја велам директна намера. 5 души ќе земат Сакам да друго да кажам. 11 милиони евра, 5 специјалисти, тоа се ваши и мои пари, што некој ќе ги украде. Ова е ревизија, тоа точно така. Но она што е битно во тој дел, кога се па видите, никој не излезе кога амбасадорката на Америка кажа дека Бехтел инвестира. Бехтел не инвестира, изведуваче. Ние инвестираме. Ние инвестираме. Токму така. Тоа никој не ме кажа и гледам се чудам како да е. И ако не кажува јавноста тоа, што очекувате после да направи? Треба да кажеме јасно и гласно. Не, инвестира Република Македонија. И затоа бараме ние условите вакви да бидат. Ние не сме против Бехтелинка да градат, макар и со договорно со работа, се работи за стварно голема фирма, значи, затоа што, пазете, ние секогаш бараме поддршка од Америка и добиваме поддршка од Америка. Тоа не е спорно. Добиваме пари од таа работа. И сега Америка, веќе таму работат бивши сенатори, конгресмени и така натаму све, и вика, овие ќе изгледа. ЕНКА е подизведувач работи од турска фирма. И сега треба да најдеш начин како да им угодиш да направиш тоа, бидејќи и ние бараме. Значи, тоа е, и животот е така, даваш и зимаш. Но имаше многу други работи каде што требаше да реагираме, да се требаше владата да реагира, општеството да реагира, сите на едноставно ќутиме, фаќаме на оваа страна. И спаѓа сега гледам, имало криминалци во Бехтел и во ЕНКА. Професоре, не е тоа спорно. Никој не е напад на Бехтел и ЕНКА, тие си се приватна корпорација која што си се бори на пазарот и ако може да освои 10 милиарди евра ќе се освои, да. Кај нас е проблемот. Проблемот е што ние упативме барни до американската амбасада да ни каже дали е таа инволвирана во целиот процес. И оттаму добивме официјален одговор, значи го објавивме во емисијава неколку пати, дел од медиумите, голем дел од медиумите не го објавија, не го пренесоа, каде што се вели Бехтел и ЕНКА е посебна страна во договорот, владата е посебна, сите прашања околу можна корупција и проблеми обрадите таму. Значи, американската амбасада, американската држава не вели ова е проект на Америка, помогнете го, платете го, ние за тоа, не знам, ќе ви помогнеме во иднина, значи да беше така кажано. А овде вели ние немаме, американска држава нема врска со освен тоа што ние промовираме, да речеме, странски партнери да работат во Македонија. Да ни кажат дека е ова американски стратешки државен интерес, да влезе Бехтел и ЕНКА овде, ја мислам дека најголем дел од луѓето немаше да се противат. Добро. Но вака проблемот е што милиони, стотици милиони евра ќе завршат во приватни џебови на луѓе што се сега во Македонија на власт. Самите рековте, освен вас и некои другите новинери не реагирале за таа работа. Па требаш да реагира да кажа, аха, Америка не стои за тоа. Така? Приватна фирма. Официјална изјава на американска амбасада. Ние ќе работиме на тој начин да седнеме како било која друга фирма, приватна фирма во Македонија, инвестирал и градел, ќе ги третираме така. Тоа е посебен проблем и според Европската унија. Ние допрва за ова можеме и вето да добиеме Европска унија, тоа што утре Данска некоја ќе рече, извинете, ама вие сте прекршиле правилата на Европска унија. Уште едно прашање имам во врска со ова, што и многу добро е што сте овде и ги познавате убаво работите. Бехтел и ЕНКА е американско-турски конзорциум, така? Тие, значи, Бехтел е посебна фирма, ЕНКА е посебна фирма. По потекло газдата е од Македонија, Скопје, тука, 4 хектара. Тие создаваат конзорциум по потреба. Така. Добро, во случајов Да, и сега ме интересира, американската амбасада реагира, меѓутоа од Турција не сме слушнале ништо на темата. Јас не слушнал турската амбасада или некој таму да рече луѓе дај да ги бутнеме нашите ова она. Ние прашање упативме турската амбасада во Скопје, не добивме никаков одговор за разлика од американска. И мене ме чуди тоа, веројатно нема ни да добиете. Очигледно дека сета работа е оставиле на Бехтел да работи, така? ЕНКА е подизведувач, не ме интересира, ќе терам работава така. Кој ќе ми дадете пари, ќе си работам. Така. Мислам, предпоставам дека е тоа така.
Па не, од ова што го гледаме реално, логиката е таа. Иако по мене требаше да реагира едноставно со едно писмо, со неколку збора да каже да, ние сме конзорциум, радиме врз основа на пазарни принципи, толку треба да се направи. Мислам не и кошаш, но зошто е тоа така, стварно не знам да ви одговорам, но и мене ме чуди зошто не е така. Немаме веќе време, уште едно прашање за крај, ќе замам за краток одговор. Сега е во мода нели да се зборува за промена на уставот со 20%, каде што албанците бараат да бидат тие 20% за јазикот заменети со македонскиот и албанскиот јазик. Што правиме со турците во Жупа, каде што се 90%? Да. И во други општини повеќе каде што има над 20 пласница, да. Повеќе други општини каде што има, за пример турците, Шуто Ризари во Скопје, на пример ромите се, србите. Има 10%. Е така. Што правиме? Согласувате да влезат само албанците во уставот по јазична основа или треба да влезат сите останати, зашто според рамковниот договор и според уставот не се лимитира на државно ниво, туку и на локално ниво. Значи, јас тоа ви кажав од почетокот, дека јас, во принцип, не се согласувам нешто да права и оврт добијам врз на проценти, така. Тоа на мала врата е ставено и мислам дека треба да се проработи на уставот, каде што сите граѓани ќе бидат егал. Ја никако не се согласувам и сега не се согласувам да бидам втора категорија, трета категорија граѓани во Република Македонија. Ја сакам да живеам во држава со сите мои сограѓани, албанци, срби, македонци, власи, бошнаци, роми и така натаму. Сите, и бугари, и сите што на еднаков начин. Јас сакам да бидеме еднакви, но еднакви богати, а не еднакви сиромашни. Тука се согласуваме, апсолутно согласуваме. И јас лично нема да прифатам такво нешто, но мене не ме прашува и затоа јас сум кој Аднан Ќахил потпишал коалиција со Мицкоски и јас, мојата група, многу надпартиски, многу луѓе во Македонија ме поддржуваат, од албанците, од другите заедни, од турците, и ќе идам на избори кој Аднан Ќахил да им понудам дека можеме кој личност, не мора кој партија, да идеме на избори и да добиеме нашите права обврски. Но проблем е суштински во Македонија. Се сервира во одреден момент системот земи или остави. Едни се блокираат, на други се даваат простор за многу разговор или говор и после тоа доаѓаме до тензии меѓу народот, меѓу национални тензии и те очигледно сето тоа се прави за една реклама за предстојќите избори што има така. Ние сакаме да бидеме во Европска унија, во Европска унија нема да има граници, нели? Таму законите за локална самоуправа се многу јаки. Па никој нема да им смета дебар со општините од Албанија, Струми со Бугарија, од Турција со бугарски општини и така натаму да има. Тоа е само квалитет во живењето. Тоа е принцип кој што функционира во Европска унија, организација, да. Зошто тоа треба да биде? Јас треба да бидам, да прифатам, нема да прифатам, а дали турските партии кои ги има две во коалиција ќе прифатат, јас не знам тоа да кажам. Но јас и луѓето околу мене нема да прифатат такво нешто, бидејќи јас уште од 2002 го кажував дека не може права да се добиваат врз на проценти. Или сме граѓани на држава сите заедно, или не сме граѓани на држава. А ако се направи тоа така, бујно направите, ја немам ништо. Но да знаете, се случува во животот. За време на Втора светска војна, кога се случи војната, така, па ќе бараме, нели, ајде да помогнете да завршиме. Да не заборавите 2001 година која имаше мобилизација, само 2,1% за мобилизацијата. Сите беа штрафта. Ова ќе го ставиме за некоја друга прилика, да благодариме што бевте вечерва со нас. Јас ви благодарам бидејќи ми дадовте можност на мене и на групацијата да се искажеме ставовите, иако за многу работи треба многу време да се искажат ставовите. Јас само уште секунда ако сакате, сум многу позитивен во тој однос, не се вртам за тоа што е направено, тоа да не биде кој искуство, да се вртиме напред, што треба да исправиме за да не биде добро на сите. Само економскиот интерес, поголемите плати, живењето добро со сите соседи и да бидеме заедно, Македонија да биде дом за сите, е начин за екзистирање да не идат во Европа и јас во наредните избори ќе се борам на тој начин и тоа ќе биде мојата борба
кој Аднан Кјахил, кој моја групација, кои има и од други заедници, да се обидеме укажеме дека ние не може да се бориме меѓу нас заради нечии интереси и треба строго, добро, обмислено да ја браниме нашата татковина и да бидеме сите еднакви, еднакво богати, а не еднакво сиромашни. Благодарно се забавите збодени, господине Адан Кјахил. Благодарам и јас. Ќе се надевам ќе имаме и повторно прилика да разговараме со вас, почитувани гледачи. Тоа беше се за вечерва. Верувам дека слушнавте интересни работи. Утре во 15 часот е стандардно репризното издание, а во 22 часот и 30 минути ќе ви се јавиме повторно. Јас и Горан Момировски. Имајте пријатна ноќ. Иначе колку пати барам, пишувам, правам. Тешко ми не, да барам.